Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Каја Калас во Скопје со порака дека се уште верува во планот А за Македонија, но не исклучи следни различни чекори. Се уште се надеваме дека планот А ќе профункционира и ќе биде успешен. Работиме кон тоа, доколку не, тогаш ќе поминеме кон следната фаза. Премиерот најавува билатерална средба на Силјановска, Давкова и Радев. Обвинителството побара притвор за поранишните директори на онкологија ден по поднесеното обвинение. Клиниката ги смирува пациентите. Воведени се сериозни реформи, простор за злоупотреби веќе нема. 40 годишници од Скопје се заразените со мајмунски сипаници. Не се познаваат меѓу себе и не патувале надвор од земјава. Лекарите велат има протоколи за лекување. Трамп ја засилува трговската тензија со Европа. Од 1 јуни царини од 50% за увоз на стоки од ЕУ. Администрацијата му забрани на Харвард да запишува странски студенти. Овие вести сме во живо за посетата на високата представничка на Европската унија Каја Калас на Скопје, како и за незините пораки поврзани со евроинтеграциите на земјава, а известуваме во живот пред кривичниот суд каде се чека одлука за притвор за двајцата поранешни директори на клиниката за онкологија. Останете со нас, почнуваме со вести. ЕУ се уште има верба дека планот А за Македонија ќе профункционира, но доколку тоа не се случи, ќе се разгледуваат други можности. Ова е порака од високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас, која е во посета на земјава. Премиерот Мицкоски најави билатерална средба со Бугарија на маргините на НАТО самитот во Хаг, но со присуство и на представници на Европската унија, НАТО и Соединетите американски држави. Деспина Тодоровска следи посетата на Каја Калас. Деспина, ти ја праша високата представничка на Европската унија зошто за Украина има план Б доколку добие вето на патот кон Европската унија, а за Македонија нема таков план. Што беше прецизно незиниот одговор? Да, Европската унија се уште се надева, но и работи на тоа за да профункционира планот А за македонската европска интеграција, а тоа е земјата да ги исполни превземените обврски во однос на уставните измени. Сепак шефицата на европската дипломатија денеска тука од Скопје, без да открива многу детали, не исклучи можноста да се превземат и други механизми доколку овој план не успее. Ова беше една од клучните пораки кои што високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Каја Калас денеска ги испрати одовде од владата по средбата со премиерот Мицкоски. Таа истовремено ги поздрави и ги пофали напорите на државата за спроведување на реформската агенда и побара од Македонија да не се откажува од европскиот пат, бидејќи како што вели Македонија и природно и припаѓа на Европската унија. Гледаме дел од пораките кои што ги испрати Калас по план. Ние се фокусираме на план А и се обидуваме планот А да профункционира, затоа што кога се префрлувате кон план Б, тогаш план А излегува од игра. Може би ви звучам како да зборувам шифрирано, но сакам да ви кажам дека се уште се надеваме дека планот А ќе профункционира и ќе биде успешен. Работиме кон тоа, доколку не, тогаш ќе поминеме кон следната фаза. Јасно е дека сакаме Северна Македонија на вистина да се придвижи по овој пат и знаеме дека има пречки на него и тоа го дискутиравме денес, за да можеме да изнајдеме механизми за да се надминат тие пречки. Секако, премиерот може да ги објасни подобро неговите идеи, но сметам дека има простор каде што може да направиме нешто, не би навлегувала во детали. Доколку се придвижиме, тогаш тоа ќе го објавиме и пред медиумите. Деспина, споменав на почетокот дека премиерот Мицкоски најави дека ќе се случи билатерална средба на представници од Македонија и од Бугарија. Кој точно ќе ја реализира оваа средба и зошто според премиерот е значајно на неа да присуствуваат представници и на меѓународните организации и наши партнери?
Да, и премиерот Мицкоски по средбата со Калас порача дека Македонија не се откажува од европскиот пат и покрај тоа како што вели земјата е уморно од децениските блокади, како една од можностите за напредок во диалогот помеѓу Македонија и Бугарија. Премиерот Мицкоски ја спомена и можната средба помеѓу претседателите на двете држави Силјановски и Радев на маргините на НАТО самитот кој кон крајот на јуни треба да се одржи во Хаг. На оваа средба Мицкоски вели дека покрај представници на Македонија и Бугарија ќе присуствуваат и високи представници на Европската унија и на НАТО, но и на Соединетите американски држави како една добра можност да се разменат мислењата помеѓу сите овие страни. Ги гледаме и пораките кои што ги испрати и премиерот Мицкоски денеска. Да за време на Хашкиот самит на НАТО има билатерална средба помеѓу представниците од кај нас, од Македонија и од Бугарија. Бидејќи таму ќе биде претседателката, тоа би била одлична можност да има билатерална средба, на која што средба би присуствувала и претседателката на Европската комисија, господјата Урсула фон дер Лајен, претседателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта, нормално високата представничка за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас. Го проширивме тој состав и со генералниот секретар на НАТО, делот земјите членки во НАТО, меѓу нив најголемите, тоа се Соединетите американски држави, за да можеме да ги кажеме на билатерална средба аргументите. Затоа што од едната страна едни аргументи, од другата страна други аргументи, кога ќе бидеме сите на иста маса, колку и да трае тоа, тогаш е добро да се разговара. Ние веднаш тоа го прифативме. Не знам каков е одговорот од Бугарија. Деспина, што друго е на агентата на Калас во Скопје? Таа инаку е во земјава во рамки на една регионална посета. Се среќава ли со некој друг, освен со премиерот? Калас денеска го посети Министерството за надворешни работи, каде попладнево заедно со министерот Муцунски го отворија првиот диалог за одбрана и безбедност помеѓу Македонија и Европската унија, како едно, како што кажа и двајцата, ново поглавје во односите помеѓу двете страни. Но и од овој состанок попладнево министерот Муцунски побара од Европската унија да превземе порешителни чекори за конечно да се одблокира македонската европска интеграција. И гледаме и овие пораки. Посветени сме на зајакнување на тамошно продлабочување на нашата соработка во рамките на безбедносната и одбранбената политика, како и на нејзиното забрзување. Делиме јасна визија за посилна улога на Европската унија во безбедноста и одбраната и цврсто стоиме зад заедничката цел кон побезбедна и поотпорна Европа. Разговараме и за белата книга која што се разгледува во НАТО исто така за зголемување на европската безбедност и подготвеност за да до 2030 постигнеме целта за силно безбедносно поставена Европа. Дел од агендата на Калас денеска беше и посетата на балканските медицински сили во касарна Тилинден заедно со министерот за одбрана Владо Мисайловски. Како дел од агендата Калас до крајот на денот ќе оствари средба и со студентски и младински организации во земјава, но до овој момент нема информации дали високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика ќе оствари средби и со македонската опозиција. Цаци детали од денешните средби и целосен извештај од посетата на Калас пренесуваме секако и во дневникот во 19 часот. Деспина Тодоровска, благодарам. Бугарија со остар дипломатски притисок во пресред на пресудата за Љупчо Ѓорѓиевски, поранишниот претседател на забранетиот бугарски клуб Ванчо Михајлов. Официјална Софија бара ослободителна одлука и предупредува дека случајот е тест за тоа дали Скопје навистина ги гарантира правата на бугарите во земјата. Пресудата се очекува за неколку дена, додека бугарската дипломатија ги мобилизира и европските партнери. Ослободителна пресуда за Љупчо Ѓорѓиевски, битолчанецот кој себе си се идентификува како македонски бугарин и го отвори бугарскиот клуб Ванчо Михајлов, ако е обвинет за предизвикување на расна, национална и верска омраза, е знакот што официјално Софија ќе го чека од македонската страна како доказ дека се почитувале малцинските права во земјава.
Бугарското МНР вчера излезе со специјално соопштение за случајот, кој вели дека е клучен за тоа како понатаму ќе се однесува Бугарија пред европските власти, за тоа каква е состојбата на бугарите во Македонија. На властите во Скопје постојано им е укажувано дека овој случај ќе е знак за Бугарија во однос на нивната подготвеност да ја гарантираат рамноправноста на бугарите и да ги решат проблемите со кои се соочуваат. Бугарија очекува фер судска одлука и отфрлање на неоснованите обвинувања против Љупчо Ѓорѓиевски. Сепак оваа пресуда за жал нема да ги избрише последните години на огромен стрес и наручен личен живот на македонскиот бугарин, стои во објавата на бугарското МНР. Дополнително таму се наведува дека шефот на бугарската дипломатија Ѓорѓиев оваа позиција му ја пренел и на македонскиот министер за надворешни работи Муцунски. Во соопштението се вели дека со случајот се запознати дипломатските мисии на државите членки на ЕУ во Скопје, но и дека бугарското МНР преку своите партнери од ЕУ ќе бара, како што велат, да престане овој притисок врз бугарската заедница во Македонија. Ѓорѓиевски во текот на 2022 година беше еден од основачите на клубот Ванчо Михајлов, а дополнително поради коментари на социјалните мрежи беше обвинет за предизвикување омраза врз национална основа и за ширење на ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Предвадена во Битолскиот суд беше одржано и завршното рочиште на кое во негова корист пак сведочеше поранишниот премиер Љупчо Ѓорѓиевски. Иако не го познавал истоименикот, екс-премиерот вели дека се пријавил за сведок бидејќи според него на ова судење не му се суди само на македонскиот бугарин, туку и на Ванчо Михајлов, за кого не смета дека е негативен лик од македонската историја. Официјална Софија веднаш застана во одбрана на Ѓорѓиевски, а во 2023 година тој на свечена манифестација доби и бугарски пасош од председателот Радев. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Обвинителството побара притвор за поранишните директори на онкологија ден по поднесеното обвинение. Клиниката ги смирува пациентите. Воведени се сериозни реформи, простор за злоупотреби веќе нема. 40 годишници од Скопје се заразените со мајмунски сипаници. Не се познаваат меѓу себе и не патувале надвор од земјава. Лекарите велат има протоколи за лекување. Ден по поднесеното обвинение, обвинителството побара притвор за двајцата поранешни директори на клиниката за онкологија. Им се ставаат на товар тешки дела за кои може да следат долги затворски казни, а се баре и големо обештетување. Па обвинителите стравуваат дека пораснал нивниот мотив да се дадат во бегство. Зоран Јаневски известува од предкривичниот суд. Зоран, дали судија на претходна постапка веќе одлучи дали Нино Васев и Нухи заминуваат во притвор? Да, пред малку Скопскиот кривичен суд информираше дека кривичниот совет формиран од тројца судии одредил куќен притвор, а не како што бараше обвинителството ефективен притвор за двајцата поранешни директори на онкологија Нино Васев и Нехат Нухи. Обвинителството во текот на вчерашниот ден поднесе две обвиненија за случајот онкологија во кој се обвинети веќе двајцата поранешни директори на оваа здравствена установа. Заедно со обвинението овде до Скопскиот кривичен суд биле испратени и предлози со барање за одредување ефективен притвор за Васев и Нухи. Според предлогот на обвинителството побаран е притвор бидејќи постоела опасност од бегство заради високата запретена казна, меѓутоа и големата финансиска штета која што ја предизвикале со своето непостапување. Па така во предлогот на обвинителството се вели дека на обвинетите им се ставаат на товар повеќе кривични дела за кои се запретени високи затворски казни, а последицата од сторените кривични дела опфаќа и нанесување на значителна имотна штета на буџетот на Република Македонија, што може да влијае врз мотивот на обвинетите да се дадат во бегство, пишува во предлогот на обвинителството испратен до Скопскиот кривичен суд. Сепак по одржаната седница на кривичниот совет наместо ефективен притвор, тројцата судии одлучиле на Нино Васев и Нехат Нухи да им одредат куќен притвор, меѓутоа да останат и мерките на предпазливост, како што се одземање на патна исправа. Како што кажа, во текот на вчерашниот ден Скопското обвинителство поднесе две обвиненија за случајот онкологија со кои се опфатени повеќе лица, како што се двајцата поранешни директори Васев и Нухи, меѓутоа и останати тројца онколози.
Предметите се однесуваат за несовесно лекување, биле изработени вештачења за околу 30 на пациенти кои покажале дека тие не ја добивале потребната медицинска терапија, меѓутоа Нухи и Васев се гонати за злоупотреба на положбата заради несовесно постапување и раководење со институцијата. Цаци ова се последните детали од овде од Скопскиот кривичен суд. Целосната слика за одлуката на овој суд по барањето на обвинителството да се одреди притвор за двајцата поранешни директори на онкологија најавувам за вестите во 19 часот. Зоран, дали има некакви мерки за преостанатите осомничени во овој случај, бидејќи ти спомена за овие двајца на кои денеска е одредена мерка куќен притвор и претходно имаше мерки на предпазливост, дали за останатите лекари има до овој момент некакви мерки? Со предлогот кој што го испратило обвинителството заедно со обвинението се бараат мерки на предпазливост и за останатите обвинети во овој случај, меѓутоа за нив одлучувањето ќе биде во текот на наредната недела. Зоран Јаневски, ти благодарам, ќе имаме извештај во Централниот дневник. По потресите од случајот онкологија, клиниката за радиотерапија и онкологија со апел за доверба уверуваат дека се воведени сериозни реформи, редовни онколошки конзилиуми и третмани според меѓународни стандарди. Персоналот велат работи посветено за секој пациент. По скандалот на онкологија, клиниката се обидува да ја врати нарушената доверба кај пациентите. Во атмосфера на неизвестност и страв, оттаму апелираат на смиреност кај оние што се лекуваат и нивните блиски, бидејќи на онкологија се воведени драстични промени по скандалозниот случај и велат се работи макотрпно. По тој немил настан се воведоа драстични промени во работата се со цел стандардизирање на третманот на пациентите, со воведување на редовни онколошки конзилиуми на кои се одлучува за третманот на пациентите во согласност со современите протоколи кои се усвоени од меѓународните стручни здруженија. Од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија апелираме за смиреност и доверба во персоналот на клиниката, кој навистина макотрпно работи. Ние сме тука пред се за здравјето на пациентите и нивната благосостојба, информираат од клиниката за онкологија. Пациентите кои се лекуваат таму закажале средба со обвинителството следната недела. Сакаат да добијат информации колку истории на пациенти биле разгледувани и кои, бидејќи дел од овие пациенти се лекувале кај обвинетите доктори и уште се лекуваат на клиниката. Бараат да знаат дали прогресот на болеста е последица на несовесното лекување. Нас како пациенти последицата дали некој ќе биде обвинет, бидејќи ние се уште не можеме да кажеме со сигурност дали ќе има пресуди и пронаоѓање на вина. Поважно е за оние кои што се уште живи, дали може би штетата која што е веќе нанесена може да се исправи и овие пациенти можат да добијат поквалитетен живот и третман понатаму. Истрагата за скандалот на клиниката за онкологија беше иницирана откако јавноста беше потресена од серија медиумски објави што алармираа за сериозни злоупотреби во третманот на пациентите заболени од рак. Државниот завод за ревизија нотираше сериозни пропусти во работењето на клиниката, кои се најдоа во официјалниот ревизорски извештај кој обвинителите го земаа предвид при истрагата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Првите случаи на мајмунски сипаници регистрирани во Македонија. Двајца скопјани се заразени без меѓусебна поврзаност и без патување надвор од државата. Од Институтот за јавно здравје уверуваат ситуацијата е под контрола, паника не е потребна, веќе постои протокол за лекување. Кај двајца мажи од Скопје на 40 и 44 годишна возраст, лабораториски во Институтот за јавно здравје потврдени се мајмунски сипаници. Не се работи за поврзани случаи. Според првичните информации од епидемиолошката анкета, тие кажале дека не се познавале и не патувале надвор од државата. Поради кожно заболување вчера и двајцата, но во различно време се јавиле на преглед на кожната клиника. Земените примероци од делот на гениталиите во трите посебни анализи на институтот покажале присуство на вирусот на мајмунски сипаници, а негативни биле тестовите за ХИВ, сифилис и херпеси, кои ги побарал дерматовенерологот. Примероците денеска ќе бидат испратени и во Холандија за дополнителни испитувања. Каде што ќе ни се потврди подтипот на, тоест ќе се секвенционира подтипот на мајмунските сипаници, бидејќи има повеќе подтипови, да ни кажат точно за кој подтип се работи, а и воедно да ни помогнат понатака во понатамошните акти и дејанија.
40-годишниот пациент уште синоќа по препорака на ИЈАЗ се јавил на преглед на инфективна каде е хоспитализиран, но според директорот тој бил во добра состојба и немал клиничка слика за мајмунски сипаници, но поради позитивниот лабораториски тест задржан е за понатамошно следење. Пациентот прифати да биде хоспитализиран, е во добра општа здравствена состојба, дури не прашува зошто е задржан, но заради тоа да биде обсервиран и да биде под наше наблюдување и да се направи дополнителни исследувања. Друг пациент немате, вториот пациент? Вториот пациент не се појавил. Таа информација го имаме потврдено од Институтот за јавно здравје, дека кај двајца пациенти е тоа потврдено, но втор пациент кај нас не е јавен за преглед и хоспитализација. Од Институтот за јавно здравје информираа дека епидемиолошките анкети се во тек, стапиле во контакт со дел од членовите на фамилиите, но тие немале никакви симптоми. Во моментов нема потреба да се земаат материјали за испитување, бидејќи немаат никакви симптоми на заболувањето. Се следи нивната здравствена состојба и при развивање на први симптоми кај тие луѓе ќе бидат земени соодветни материјали за испитување. Иако станува збор за вирусно заболување, потребен е подолготраен близок контакт за да се пренесе. Заменик министерот за здравство апелираше дека нема простор за паника, иако прв пат се регистрира кај нас, постоеле протоколи за третман. Не треба да постои паника во македонската јавност, затоа што иако станува збор за заразно заболување, сепак не се пренесува толку брзо како другите заразни заболувања и сакам да уверам македонската јавност дека системот функционира во целост, од почетокот па се до крај. Вирусот на мајмунски сипаници најмногу е распространет во Централна Африка, но регистриран е во повеќе од 40 држави во Европа. Покрај осипот на кожата, други карактеристични симптоми се висока температура, болка во мускулите и омалаксаност. Периодот на инкубација е од 2 до 4 недели, а смртност е од 3 до 6%. Лек за болеста не постои, се третира со симптоматска терапија. По лабораториската потврда за 2 случаи во Македонија, попладнево заседава и Комисијата за заразни болести. Александар Динев, Сител телевизија. Заврши состанокот на Комисијата за заразни болести и току-што пристигна нивно соопштение. Утаму велат дека во врска со потврдените 2 случаи на мајмунски сипаници на денешниот состанок била донесена препорака за самоизолација и здравствен надзор за двете заболени лица. Дополнително се следи состојбата на лицата кои биле во близок контакт со заболените и доколку пројават симптоми, тие ќе бидат тестирани за ова заболување во Институтот за јавно здравје. Комисијата апелира граѓаните да ги почитуваат хигиенските мерки за лична заштита од заразни заболувања, а во случај на евентуална појава на симптоми на ова заболување да се јават кај својот матичен лекар. Доматичните лекари ќе се дистрибуира информација за разработената патека за преглед, тестирање и изгрижување на евентуалните пациенти, соопштија од Комисијата. За договорот со британската влада и најавените проекти, дали Македонија ќе се презадолжи? Има ли потреба од намалување на царините за увоз на суровини и кои? Зошто се менуваше законот за работно ангажирање? Тема на денот во 19 со пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН. Британската амбасада во Скопје денеска објави дека почнува нова ера во билатералните односи меѓу Обединетото кралство и Македонија по вчерашното потпишување на меѓувладина спогодба за стратешко партнерство во Лондон. Како што се наведува во објавата на амбасадата, партнерството ќе овозможи реализација на клучни инфраструктурни проекти во транспортот, здравството, енергетиката и технологијата, а истовремено ќе се потпира на британска техничка поддршка и извозно финансирање во износ до 5 милиарди фунти преку UK Export Finance. Со потпишувањето на оваа спогодба постигнавме важен чекор напред во односите меѓу нашите земји. Government to government договорот ќе придонесе за зајакнување на трговијата, развој на инфраструктурата и економски напредок, стои во соопштението од амбасадата, во кое се нагласува дека партнерството ќе донесе социјални, економски и еколошки придобивки за граѓаните. Амбасадорот на Обединетото кралство во земјава Метју Лосон изрази гордост заради оваа пресвртница. Ова историски момент за нашите односи, договорот влада со влада како спогодба е доказ за заедничката посветеност кон напредок и ќе биде од корист за двете нации. Стоиме обединето и цврсто посветени на заедничка соработка, се вели во соопштението.
Повеќе исклучувања, поскапо парно, предупредува регулаторната комисија по одлуката на Уставниот суд со која се олеснува процедурата за напуштање на системот за централно грејење. Освен што може да ја зголеми цената на топлинската енергија, Бислимовски предупредува и на ризик за електросистемот во Скопје, ако премногу домаќинства се префрлат на струја. Одлуката на Уставен да го олесни исклучувањето од системот за парно грејење ќе значи намалување на бројот на потрошувачи, што може да доведе до зголемување на цената за топлинска енергија, смета првиот човек на регулаторна. Според него, тоа што повеќе домаќинства ќе се грејат на струја, особено ќе го оптовари дистрибутивниот систем. Она од што особено се плашам е доколку тие потрошувачи кои што би се исклучиле и би започнале да се грејат на електрична енергија, ќе го оптоварат особено дистрибутивниот систем во градот Скопје. Дистрибутивниот систем во градот Скопје е проектиран со трафостаници и со мрежа со послаб капацитет тамо каде што има организиран систем за топлинска енергија. Уставен укина дел од правилата за исклучување и смета дека е незаконски граѓаните кои сакаат да се исклучат, да мораат да добијат писмена согласност од мнозинството соседи, да прават проект за ново грејење кое ќе биде поеколошко од централното и да го достават на одобрување до снабдувачот. Според судот, ваквите услови се премногу строги и наметнуваат прекумерен товар врз граѓаните. Новини ќе има и на сметките за струја. РКЕ ќе бара во фактурите да е јасно наведено дали пресметката е резултат на отчитани или предвидени податоци, но и упатство за корисниците како сами да си прочитаат колку потрошиле. За да нема повеќе паушални сметки и броилата да се читаат секој месец, електродистрибуција ќе треба да вложи околу 10 милиони евра во кадар и опрема. Наместо тие 10 милиони евра кои што ги кажа Евана да се потрошат за да може еднаш месечно да се отчитува, тие 10 милиони евра да се искористат дополнително покрај планираните средства кои што ги има Евана за набавка на броила, да се искористат за набавка на броила со кои што ќе се така наречени паметни броила, кои што ќе овозможат апсолутно да се регистрира состојбата исклучиво само за тековниот месец. Инаку носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности од 29 мај до 30 јуни ќе мораат да поднесат барање до РКЕ за да ја променат својата лиценца. Оваа обврска произлегува од новиот закон за енергетика. Ако не го стора тоа, лиценците ќе им бидат неважечки. Мартин Арсов, Сител телевизија. Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска го одбележа својот 75-ти роден ден не само како патронат, туку како потсетник на историјата, идентитетот и визијата на најстарата високообразовна институција во земјава. Мисијата на Светите Кирил и Методи се темелот на европската културна историја, но и инспирација за мисијата на УКИМ, порача ректорката на универзитетот Билјана Ангелова на свеченоста по повод 76 годишнината од основањето и денот на Светите Кирил и Методи. Во текот на сите овие 76 години, УКИМ израсна во најголем, денес најстара и највлијателна високообразовна и научна институција во земјава. Од само неколку факултети во далечната 1949 година, денес УКИМ брои 23 факултети, 5 научни институти, една друга високообразовна установа и 7 придружни членки, како и бројни други организации. Ресорната министерка Јаневска порача дека за државата висок приоритет останува подобрувањето на квалитетот на образованието. Вели дека новото законско решение за високо образование ќе обезбеди поголеми права на студентите и професорите. Работиме на нов закон за научно-истражувачка дејност, на закон за иновацијска дејност и сите други пропратни кои ќе го подобрат квалитетот на образованието, затоа што науката и истражувањето потикнуваат откритија, решаваат општествени предизвици, создаваат работни места и потикнуваат раст. Студентите пак побараат државата да вложува повеќе во нивното образование и да не дозволат квалитетен кадар да ја напушти државата. Загуба за нашето општество ќе биде доколку уште од понеделник не се ангажирате да ги задржите, мотивирате и да го подигнете потенцијалот на овие студенти во градењето на заедницата. Најуспешните студенти со највисок просек од сите факултети добија признание од ректоратот на УКИМ.
Делегации на државниот врв и УКИМ положија цвеќе пред споменикот на светите браќа Кирил и Методи, одавајќи почит за нивните заложби. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.